Во сите анкети 75% од граѓаните велат дека се за членство во Европска унија. Политичарите се овде да носат храбри одлуки за да одговорат на нивното очекување. Според анкетите и според изборите и сегашната власт, и сегашната партија ВМРО-ДПМН нема добиено повише од 23% од гласовите на овие избори. Тоа значи дека легитимитетот на изборите не мора да значи дека носите добри или тешки одлуки. Но и да го прифатиме дека тоа е така, нивно беше да го сменат и францускиот предлог, да го сменат и преговарачката рамка, да ги сменат и условите, да го вратат и името, и очигледно гледаме сценарио во кое што, за жал, продолжува старата манипулативна приод на оваа гарнитура, а тоа е да изманипулираме што можеме за избори, а после кога ќе ја добиеме власта, ништо од тоа не важи. Имате една грешка во изјавата, 75% не се за членство во Европска унија. За членство во Европска унија, а политичарите се да носат одлуки кои што ќе ги исполни очекувањето на луѓето. Секој друг начин на кој што сакаме да манипулираме со граѓаните е невистините. Нема друг пат. Ако има друга алтернатива, друг план, сметам дека владеачкото мнозинство сега треба да го каже и мислам дека убаво е што оваа недела изминуваат 100 дена и сметам дека на следните пратенички прашања убаво е да дојде владата со план каде Македонија ќе се движи наредните години, кога е очигледно одвојувањето на патот за евроинтеграција од сите други земји.